Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во училница по предметот хемија за 8 одделение. Јас сум наставникот Весна Ѓоргиевска од Основното училиште Братство во Скопје. Денешната наставна содржина е легури во рамките на темата метали и неметали. Што ќе научиме денеска? Денеска ќе научиме да опишуваме физички својства на чистите метали и на легурите, ќе објасниме што се легури, ќе наведуваме примери за легури и нивна примена и ќе објасниме зошто легурите имаат поинакви својства простите супстанции од кои се образувани. Па да почнеме. На сликата имаме 3 медали: златен, сребрен и бронзен медал, кои се доделуваат за дадени достигнувања во спортот, па и во науката. Па прашањето од каков материјал е изработен секој од медалите? Медалите се изработени од метали. Меѓутоа, дали златото, среброто и бронзата може да се најдат во таблицата на периодниот систем? Одговорот е да, златото и среброто како символи може да ги најдеме, меѓутоа не бронзата, бидејќи бронзата не е чист метал, бронзата е легура. Тука доаѓаме сега до насловот на нашата лекција, тоа се легури. Знаеме дека металите се сретнуваат како прости супстанции, но повеќето метални предмети кои ги користиме во секојдневниот живот се смеси од метали или легури. Значи, одговорот на нашето прашање е што е легура, ќе биде дека легурата е смеса од метал и од друга субстанција, најчесто метал, но се сретнуваат и неметали. Легурите како такви имаат поинакви својства од металите од кои се образувани. Научниците постојано работат и ги одбираат оние легури така што имаат најдобри својства за дадена примена. Легурите се добиваат со топење и со мешање на металите. Металите не реагираат меѓу себе, притоа се добиваат смеси, а не соединенија. Целта на правење на легурите е да ги направат помалку кршливи, поцврсти, отпорни на корозија или да имаат посакувана боја. На оваа табела се поставени неколку легури кои што многу често се сретнуваат во секојдневниот живот. Почнеме од челикот како најраспространета легура, која што е легура помеѓу металот железо и јаглеродот како неметал, а се користи во градежништвото. Месингот, кој што е легура помеѓу бакар и цинк, и по боја забележуваме дека не наликува на бојата ниту на бакарот, ниту на цинкот. Се користи за правење на кваки на врати и во електрониката. Бронзата, која што е легура помеѓу бакар и калај, се користи за правење на различни скулптури и украсни елементи. Амалгамите се легура помеѓу жива, сребро и калај, се употребува за пломби за заби. Калајот за лемење, кое што е легура помеѓу олово и калај и се користи во електрониката за правење на електрични кола. И на крај дуралуминиумот, кое што е легура помеѓу алуминиум, бакар и магнезиум, а се употребува во авионската индустрија, во автомобилската индустрија за правење на каросерии, бидејќи дуралуминиумот е доста лесен како легура. Малку повеќе ќе обрнеме внимание на тулиците. Челикот, рековме, е легура која што е најмногу употребувана во градежништвото, односно е легура помеѓу железо и еден неметал, а тоа е јаглеродот, кој што му ги подобрува перформансите на чистото железо. Бидејќи чистото железо само по себе е доста меко и свитливо и не е многу корисно. Затоа се додава известно количество на јаглерод и му ги подобрува својствата на челикот. Челикот иначе многу се употребува во градежништвото, особено за сите оние конструкции во градежништвото, за правење на мостови и слично. Во домаќинството се користи еден специјален вид на челик, а тоа е еден неорѓесувачки челик, кој дополнително содржи хром и никел, да се употребува за изработка на прибор за јадење и садови за домаќинство, затоа што садовите за домаќинство и приборот за јадење се изложени на висока температура, се изложени на вода и на влага, и за да не дојде до деформирање од висока температура или да дојде до редјосување, се користи овој нередјосувачки челик, а исто така доста тврд челик
се добива кога железото ќе се помеша со волфрам. Овдека имаме една легура, а тоа е бронзата и малку ќе позборуваме за бронзата во историјата. Во еден период од развојот на човекот го добил името бронзано доба или бронзен период, затоа што тогаш доминирало како легура бронзата и се употребувала за изработка на орудија, на оружје и така натаму. Откако потоа се открило железото, се заменила бронзата со железото. Иначе бронзата представува легура на бакар и на калај и сама по себе е потврда од двата метала од која што е составена, иначе е помалку крта и со пониска температура на топење од чистото железо. Денеска бронзата наоѓа примена за изработка на различни скулптури, на лагери, на запчаници, на пружини и слично. Интересна е како легура златото, односно злато кое што се употребува за правење на златен накид. Најчесто златниот накид кој што се изработува е практично легура. Сега, зависно од тоа што ќе додадеме во златото, таква боја ќе добие златото. Значи, ако имаме жолто злато, во златото се додава сребро, ако имаме бело злато се додава никел, ако имаме розово злато, тогаш се додава бакар. Соодветно на тоа е и вредноста на златниот накид. Зошто не се употребува чисто злато? Не се употребува чисто злато, бидејќи златото е доста мек метал и при обработка, значи, може да дојде до нарушување на структурата и на формата на накидот за кој што е наменето. Сега имаме едно прашање, зошто легурата е појака од металот? За да одговориме на ова прашање, мора да се навратиме на корпускуларната теорија. Знаеме дека во металите частичките се наредени во слоеви и тие многу се цврсто поврзани помеѓу себе со дадени сили. Но, под некакво дејство на сила, тие слоеви може да се лизгаат едни покрај други. Меѓутоа, во легурите, частичките на едниот метал се распределени помеѓу частичките на другата субстанција која што е со различна големина, како да тие частички практично се вметнуваат помеѓу частичките на основниот метал. Со мешање на овие частички со различна големина се оневозможува практично слоевите лесно да се лизгаат едни покрај други и се добива една така поинаква структура на легурата, наблюдувајќи од страна на корпускуларната теорија. Поради тоа легурите се потврсти од чистите метали. И на крај имаме една предложена активност, да погледнеме во нашиот дом, во блиската околина, поразговарајте со вашите родители, кои предмети ги користите секојдневно, а се направени од легура. Доколку го знаете составот на легурата, запишете ги во тетрадка, а ако не, прашате во вашиот наставник. И како втора предложена активност би било да истражите од која легура се направени монетите и кои метали влегуваат во состав на таа легура. Јас ви благодарам за вниманието.